Поздрав, почитувани гледачи. Ова е јануарското издание на емисијата од областа на текстилот на телевизија Стар, насловена како Конец. Во продукција на телевизија Стар и USAID и текстилниот кластер. Во првото издание на Конец за оваа 2020 година зборуваме за така наречените БСЦИ стандарди. БСЦИ стандардите се воведуваат за поквалитетна работа и за поквалитетна работна атмосфера во самите текстилни компании. При тоа се воведуваат сите потребни политики и процедури кои ги опфаќаат основните принципи на човековите права, почнувајќи од некористење на детскиот труд, слобода на здружување, недискриминација, плата достојна за живот и така натаму. Текстилниот кластер минатата година подготви 6 компании за реализација на овој аудит. Од нив, 2 компании ги поминаа аудитот со високи оценки, а останатите се во процедура на аудитирање, што укажува на фактот дека македонските компании ги исполнуваат бараните стандарди за социјална одговорност и ги задоволуваат очекувањата на купувачите. Една од овие компании е Свитениколската мода, каде што се наоѓаме денеска. Разговараме со извршниот директор на модната конфекција мода од Свети Николе, господинот Ангел Димитров. Димитров во наредните минути на Конец ќе ве запознае со историјатот зошто се воведуваат овие БСЦ и стандарди и останатите ефекти од истите. Па ја би почнал од почеток зошто дојде до вакви социјални стандарди, кој еден од попознатите овој афори БСЦИ. Знаете дека западно развиените западни држави трудоинтензивните дејности како што е текстило, кожарството, производство на бебли и така натаму, и од друга страна гадната индустрија како црната металургија ги пренесува надвор од своите држави. При тоа се разбира дека желбата за профит ги тераше да бараат секојаш поевтини и поевтини држави со пониска работна сила, со пониски плати, за да можат да го максимизираат нивниот профит. Но при тоа се случи да тие заработува и во држави кај што навистина платите беа прениски и условите за работа на работници беа никакви. Сигурно сите се сеќаваат на оној случај во Бангладеш кога покривот на фабриката падна врз главите на работниците, имаше голем број на смртни случаи и огромен број на ранети. Тогаш во Западна Европа јавното мнение, новинарите, невладните организации дигнаа голема гужва против тоа, против големите брендови кои заработуваат на сметка на сиромаштијата надвор од Европа. Така да се створија овие стандарди со цел да се обезбеди дека тие големи брендови, европски брендови, нема да заработуваат на сметка на сиромаштијата надвор, таму кај што они произведуваат ќе мора да се почитуваат минимум некои социјални стандарди. Сега што опфаќаат тие социјални стандарди? Тоа е навистина една обемна работа, тоа се принципи и вредности кои треба да ги почитуваат компаниите со кои што тие соработуваат, но исто така и нивните клиенти. Да речеме, во склоп на испитувајте на овие стандарди, ние барахме и од нашите добавувачи, и од нашите партнери исто така да ги почитуваат минимум овие социјални стандарди. Тие се од стандарди кои се поврзани со законот за работни односи, значи плаќање на работата, плаќање на прековремената работа, почитување на сите права на работниците во однос на тоа, без мобинг, без присила, обавезно случување на договори за работа со работниците, плаќање на придонесите на работниците, па потоа проаѓајќи во областа на безбедност и здравје при работа, околу систематските прегледи, околу испитување на ризиците за здравјето на работниците. Во некои области тие се дури построги од нашите закони што ги имаме во Македонија. Во ново одредена област тие се малку полиберални, затоа што за разлика од нашите закони кај што тие стручни работи секогаш ги префрлат на страна на надворешни стручни лица, тие дозволуваат ако компанијата има кај неа вработено стручни лица да може тие самите да ги вршат тие испитувања, да речеме на ризиците, изјавата за безбедност и така натаму. Другата област е заштита од пожари, која е исто така една огромна област, која бара не само, да речеме, за испитување на јавувачите на пожар и хидранти за гасење на пожарот, туку и тоа за колку време ќе дојде пожарната во случај на пожар, па потоа област на евакуација и спасување, се бара да се најмалку на 2 години прави вежба за евакуација и спасување на вработените, така да ние во таа вежба што ја правевме учествуваше и противпожарна служба од Свети Николе и амбулантната кола за прва помош, со цел да таа вежба не е
некој филм да се снима, туку да се видат недостатоците и проблемите што би настанале во случај на една таква хитна евакуација. Овде се многу води сметка за тоа да работниците бидат запознаени со што значи БСИ стандарди, да бидат запознаени кои се политики да речеме за антикорупција што компанијата ги спроведува. Потоа работниците да имаат право на одредени тајно, да ги кажат своите проблеми и да се пожалат. Се формира комисија која ќе испитува нивните жалби, евентуално се има место, простор кај што тие ќе ги достава тајно своите замерки за одредени шефови, за одредени работници, за одредено непочитување на некои правила во работењето. Исто така се работниците запознаени со сите поважни стандарди кои ги овде разгледуваме и затоа имавме посебна табла, огласна табла на која што работниците во зависно од нивниот интерес можат да ги прочитат тие стандарди, да ги земат дома, да ги разгледаат и да бидат запознаени. Значи многу се работи на транспарентност и на запознаење со работниците. Од друга страна, да речеме, покрај дефибрилаторите, ние направивме една посебна соба за прва помош, кај што има кревет, кај што на работникот покрај дефибрилатора може да му се понудат и одредени други работи во врска со првата помош. Мода е една од двете за сега модни конфекции, односно компании, кои што го доби овој сертификат за овој стандард. Има ли некои промени со добивањето на овој сертификат во самиот начин на работа, колку тоа е зголемено, односно зголемено скалилото на квалитет во продуктивноста во работата, односот вработувач, односот помеѓу работниците, фактички глобално самата атмосфера работна во. Па ево јас што забележувам од тогаш до сега што е разликата. Значи, мода као фабрика и секогаш ги почитувала законските одредби и во Законот за работни односи, и во поглед на Закон за безбедност и здраве при работа, за заштита и спасување и така натаму. Но преку обуките што ги правевме за овие почитување на овие стандарди, на еден начин ја нагласиме важноста од тие обврски за компанијата, така да работници се свесни дека на одбележаните позиции за излез во случај на евакуација не смеа да оставаат столчиња, да оставаат разна облека и така натаму, бидејќи тој пат треба да биде секогаш слободен. Значи ние извршиме и обука на вработените во врска со овие стандарди и укажавме на што треба да внимаваат. И укажавме дека ако сирената за прва помош свири, тие не треба да мислат дека е ова некоја вежба или не знам што, туку навистина да постапуваат онака како што е укажано во случај на свирената за прва помош, за јавување на пожар да се јави. Значи, вработени се повеќе свесни и за нивните права, и за нивните обврски, и за нивната заштита. Дали кој е тој ефект во производствениот процес, има ли некое влијание? Ефект е да многу познати имиња, брендови од Запад не може да соработуваат со нив ако не ги почитувате овие стандарди. Ако немате вие најмалку А или Б сертификат за БСИ стандарди, тие воопшто нема да работат со вас. Бидејќи тие на еден начин се фалат пред нивните купувачи дека тие не работат во компании кои што не ги почитуваат правата на работниците, нивната заштита и така натаму. На тај начин се обезбедуваат од критиките на јавноста дека тие заработуваат на сметка на земите во развој, као да речеме и ние сме една од тие земји во развој. Гледајќи го овој редослед на етичкиот кодекс во рамките на БСЦИ, вели правилно наградување работниците. Што значи тоа? Правилно наградување значи дека работникот во зависно тоа колку сработил, толку и ќе се награди. Значи правилно наградување не значи уравниловка и еднаква плата. Правилно наградување значи од една страна почитување на минималната плата, но исто така значи плаќање на прековремената работа и плата во зависност од трудот на работникот. Значи и стандардите го стимулираат оној принцип дека секој треба да добие оној колку што вложил труд во фабриката. Да, имаше некои проект контрамислења за правото на слободно здружување и колективно договарање.
Да. особено во оној дел на слободно здружување, каде што упорно во изминатиот период и синдикатот заговараше за основање на локални синдикални организации. Така. Колку е порозноста, колку е пропускливоста на приватните компании сепак во нивната среќ да се организира вакво нешто? Видите, ние као поранешна Југословенска република и која имаше на вистина високи стандарди во секоја област, имавме висок процент на здружување на работниците во синдикати. Така да компаниите како што е Мода, кој произлезе од тој систем, ги продолжи да има своји синдикални организации кои функционираат и понатаму, но проблем се јави кај новооснованите компании кои после разделувањето заедничка држава понаму што се јавија. Така да тоа е можеби дел и на самите новопечени газди кои дури нема доволно свест, нема разбирање за правото на здружување на работниците. Но видите што се случи во последно време. Тој недостаток на синдикална активност и синдикално здружување, од него произлезе да разни невладени организации се вклучат во процесот на заштита на работниците, што исто така не е нормална појава. Зошто не е нормална појава? Би сакал овде да објаснам. Значи, синдикалната организација, синдикалните лидери се тие што и штитат правата на работниците, но тие од друга страна и се и вработени во компанијата и знаат дека треба да се штити компанијата. Значи мора да се наоѓа некој компромис помеѓу остварувањето на правата и желбите на работниците и правата, заедничките права што ги има со останок на компанијата, затоа што секој синдикалец вработен во компанијата исто така треба да ја чувствува и компанијата како е своја и да се грижи исто така и за компанијата. Додека разните невладени организации кои работат на проекти и се финансирани од надвор, тие се као душебрижници за работниците, но тие не чувствуваат исти обврски како и вработените, затоа што нивни членови нема вработени. Така да, значи, непостојањето на доволно синдикално здружување во Македонија створи вакви ненормални услови каде што невладни организации се грижат за права работници, а не синдикалните организации. Сега во тој процес тука треба можеби и одредени законски измени, затоа што во Македонија се направи услов за да постои една синдикална организација на ниво на компанија, да мора да е здружена во повисока форма на ниво на држава. Значи не може во Македонија да имате синдикална организација независна, да има своја жиросметка, ако не е здружена или во Сојузот на синдикатите на Македонија или во Конфедерација на слободни синдикати, што е еден начин на присила да мора синдикалните организации да се здружат таму. За мене тоа е лошо решение и спротивно на повелбата за здружување на работниците, затоа што треба слободно работниците да изразат желба да се здружат, а работодавачот во никој случај не смее тоа да го спречува, затоа што и во уставот на работникот му е правото на здружување загарантирано. И уште на крајот само уште една работа да објасниме, затоа што деновиве имаше предлог од страна на владата за прогласување на недела за неработен ден. Звучи малку абсурдно, меѓутоа имаше неколку факти и тоа беше како некое непишано правило дека и во недела некои одредени компании ги задолжуваат своите работници да извршуваат работни обврски. Во делот на овој кодекс пишува нормално работно време. Да. Нормално работно време и според директивата на Европска комисија значи 40 часова работна недела. Тоа значи. Значи нормално работно време не значи дека мора неделата да биде ден на неделен одмор, као што гласи и во одредбата на нашиот закон за работни односи. Значи нашиот закон за работни односи исто така вели дека еден ден во неделата мора да биде неработен, а компанијата во зависност од условите за работа, што работи така натаму, може да го определи речеме среда за неработен ден. Од друга страна, имаме компании кои разни угостителски дејности, малопродажба, кај што работат нон-стоп. И тогаш фактички се случува да се работи и сабота и недела као нормален ден, па работници на одреден број на денови добиваат слободни денови и ги седат дома. Значи оваа иницијатива се однесува на тоа да во неделата не работат ниту хотелите, ниту рестораните, значи останува минимум само нешто да се купи неопходно за живот, додека
во другите денови во неделата да може да се работи во зависност нели од компанијата, дали ќе работи по 8 часа, дали ќе работи по 6,5 часа и така натаму, тоа останува правото за 4 часово работно време. Јас мислам во Македонија тоа треба да се остави на самите компании. Значи затоа што ако имате вие таква дејност каде во неделата имате најголем промет, кај во неделата ви е најважен за бизнисот, зошто пак мора неделата да биде слободен работен ден, секаде во другите случаи кај што за бизнисот, за работењето, за продуктивноста не е битно дали ќе се работи во недела или понеделник, вторник, тогаш неделата да биде неработен ден. Затоа што сметам дека многу е полесно ова барање за недела да биде неработна или пак барање да се работи во петок 4 часа е полесно да се оствари во оние држави кај што имаме поголемо учество на услугите и креативните дејности, за разлика од, да речеме, ваквите трудоинтензивни дејности на лента и така натаму, или дејности, да речеме, металургијата, каде што печката не сме да се гаси, таа мора нонстоп да работи. Така да, ние во новиот закон би било пожелно да имаме такви можности, но пак на крајот на кришата да биде тоа одлука на компанијата како кои алтернативи ќе избере. Сега, несомнено работите околу тоа што Европа го бара од нас како висок квалитет, не само за производен производ, но и од сите други гледни точки при реализација на производствениот процес се јасни. Сепак, морам да напоменам дека намерата на Конец во јануарското издание да вклучиме и презентираме повеќе искуства од спроведувањето на досега зборуваниот БСЦИ стандард, за жал остана само намера. Несогласноста да се сподели позитивата што ние како земја, односно македонскиот текстил, како една од виталните индустрии кај нас има високо стручен, оспособен кадар и потребен просторен капацитет, соодветно да го спроведе бараниот БСЦИ стандард, дојде токму од субјектите за кои европјаните оцениле дека можат да го носат и реализираат. Како и да е, се надавам дека во изминатите нешто повеќе од 25 минути успеавме да ви доловиме зошто Европа од нас бара рамковни квалитети, соодветни на востановените стандарди, не само на овие европски простори, но и пошироко. Сепак, во нашата студиска одјава за јануарското издание на Конец, ви најавуваме повторна средба за крајот од февруари, односно во неговата последна среда. До тогаш, бидете добро со програмските појаси на телевизија Стар. Ова беше Конец, реализиран од телевизија Стар, под покровителство на USAID и текстилниот кластер. Секој добро!